Алармантно, на секоја една жена во регионот се самоубиваат по тројца мажи, покажуваат статистичките податоци. Во регионот, кога во прашање се самоубиствата, најлошо стои Кочани. За само 2 недели, таму јамката околу вратот си ја ставија тројца. Последен пат, шок на семејствата им приредија 31 годишна жена од Зрновци и 57 годишен маж од Кочани. 2 недели претходно, со бесење животот го заврши 52 годишен маж од Кочани, кој се обеси на терасата. Генерално, последните 15 години наназад, мажите дури 3 пати повеќе се одлучуваат на суицид. Во однос на жените, најтешка година за животот била 2002-та, кога дури 10% од сите смртни случаи биле последица на намерно одземање на сопствениот живот. Од оние што се одлучиле да умрат од своја рака, соодносот меѓу мажите и жените бил 2,9:1, сооднос кој е актуелен и денес. Зошто мажите поедноставно се одлучуваат на смрт отколку жените? Своје мислење имаат граѓаните. Загорчениот живот, за така се уби. Мажот е столб на куќата. Значи он се секира за се. Ако дома не однесе јадење и пиење, се тражи од него. Што дојде, он се одговара. Не плати вода, струја, телевизија, поканата ќе дојде на негово име и презиме. Парите кидат од судот, поканата кида на негов е благајно, ќе му ги сопри. Јас така мислам. Од друга страна, експертите кои ги анализирале причините за зголемен суицид кај мажите, издвоиле неколку главни категории на причини за самоубиство. Под 1, намалување на телесна способност, намалување на чувство за сопствена вредност, редукција на интерперсонални односи, депресија, зависност од дрога или алкохол, неизлечлива болест, осаменост. Се во ова во смрт годишно носи најмалку по 1 жител во регионот месечно.